Гласот на Америка првпат се сретна со рускиот инструктор за нуркање Тамара Таторина пред 2 години, една недела по руската инвазија на Украина. Потоа, Таторина беше на Малдивите, водејќи група руски туристи, се справуваше со откажаните летови и санкциите што го отсекува финансискиот систем на Русија од меѓународните плаќања. Денес, повторно е на Малдивите, се надева дека војната и санкциите наскоро ќе завршат. Лично для мојот бизнес, конечно... За мојот бизнес сакаме на прво место да се укинат санкциите за банките и платежната мрежа SWIFT за моите туристи да можат да ги користат нивните банкарски картички во странство, а ние да можеме да плаќаме од руските банки во меѓународните институции. Во изминатите 3 години Русија работеше на производство на повеќе сопствени производи за да ги замени продуктите од западните компании. Руската туристка Дарија Чумаченко вели дека тоа значило недостиг на производи и пад на квалитетот. На сейчас нет возможности поставить нормалную прививку. Не можеме да им дадеме на нашите домашни миленици добри вакцини од западниот свет. Иако примаат руски алтернативни вакцини, кучињата многу се разболуваат. Александар Парфенов е увозник од Москва кој вели дека неговиот бизнис значително пораснал од почетокот на војната во Украина, особено кога се префрлил на криптовалути за меѓународни трансакции избегнувајќи финансиски санкции. Несмотря на то, што на санкциях мој бизнес стал бољ. И покрај тоа што мојот бизнес се шири поради санкциите, не сакам луѓето да продолжат да умираат. Покрај тоа, потрошувачките цени во Русија се уште растат. Сега луѓето може да си дозволат помалку за истите пари, отколку во 2021 година. Тие се посиромашни. На прво место сакам мир. Ке се справиме со санкциите, но сакаме војната да заврши. Неговата сопруга Елвира Парфенова ги поздравува напорите на американскиот претседател Трамп да преговара за мир во Украина. Я думаю, большая часть людей в России на Трампа возлагали, конечно. Мислам дека многу руси се надеваат дека Трамп ќе ја запре војната. Изјавуваше дека ќе го направи тоа. Во исто време, како што спомна мојот сопруг, не можеме да бидеме сигурни бидејќи Трамп, како секој претседател, ќе лобира за интересите на својата земја. Федор Скуратов е собственик на руски IT бизнис. Тој не гледа траен мир меѓу Русија и Украина, се додека Киев продолжува, како што вели, со неговата длабоко антируска политика. Эта территория Украины, она не может существовать как антироссийска. Оваа територија на Украина не може да постои како антируска енклава. Русија нема да може да прифати дека оваа територија и начинот на кој таа изгледа и се управува во моментов е да биде независна и да има антируски пристап. Додека овие руски туристи мислат дека можеби ќе треба уште малку време Русија и Украина да се договорат за мировните услови, сите се согласни дека сакаат војната да заврши. Наскоро.